Така, се враќаме повторно во студиото, минути предвидени за нашиот следен разговор. Со мене во студиото е медиумски експерт, како што ние најдобро си ја знаеме, и вонреден професор на Институтот за комуникацијски студии, Марина Тунева. Добар ден, добре дојде. Добар ден, благодарам на поканата. Марина, состојбата во Кочани е нешто што долг период ќе не носи како печат во целата држава. Една колективна тага и болка за која што е потребно многу време да се надмине, да кажеме, но дополнително го става целото општество на еден тест за тоа како треба во вакви моменти да известуваме. Кои се информациите кои што директно стигнуваат до граѓаните, имајќи во предвид дека оваа состојба буквално не засегна и не потреса сите. Во изминатиот период имаме голем број на несреќи кои што не ставија на еден своевиден тест сите како граѓани, каде грешиме, каде греши општеството. Како може да се не да се надминат, туку да ги нема воопшто овие состојби, каде се системските пропусти. Во делот и на обврската и на интересот кај медиумите за тоа како известуваат, за тоа како треба да се известува во вакви кризни моменти. Да, апсолутно тешка тема, меѓутоа е прашање за кое што треба да разговараме и треба да ги научиме лекциите. Сосема во право и го поставувате прашањето како да се поставиме, каде сгрешивме и да ја бараме одговорноста на секоја страна, секој оној кој што е инволвиран на некој начин, било во решавањето на проблемите кои што довеле до оваа трагедија, било во известувањето, односно медиумите и новинарите и медиумските работници, било во справувањето со последиците од оваа трагедија. Кога станува збор за медиумите, дефинитивно ова е ситуација која што бара и навремена реакција, меѓутоа и добра подготовка и многу внимателно известување околу овие прашања. Кодексите, етичките правила, принципите на информирање, редакциите, новинарите, медиумските работници сосема добро ги познаваат. Меѓутоа, она што се случува на терен е друго прашање. Имавме, за жал, и ситуации во кои што во таа битка да се биде прв да се информира, да се изнесат и информации кои што се недоволно проверени, меѓутоа имавме и ситуации кога се правеа обиди да се направат снимки, фотографии од ужалените, семејствата, роднините, блиските на загинатите или на повредените во несреќата, и тоа е нешто на што треба да се внимава, и тука апел упатија професионалните медиумски и новинарски организации, апел упати и Меѓународната федерација на новинари заедно со Европската федерација на новинари, укажувајќи дека треба да се почитува глобалната повелба за етика во информирањето, принципите во таа глобална повелба, при што особено беше истакнато дека треба да се почитува желбата на семејствата, на оние кои што се директно засегнати и погодени од трагедијата. А имавме обиди да се снима, сите тоа го знаевме. Можеби тоа беше повеќе случај со медиуми од регионот, па и некои глобални медиуми, и укажувањата требаше да се повторуваат, бидејќи навистина е проблематично да се настојува да се прикажуваат снимки кога на луѓето кои што се погодени од таквата ситуација таквата трагедија треба да им се почитува достоинството, приватноста во тие тешки мигови. Кога станува збор за одговорноста на институциите, секако дека и тука лежи една голема одговорност во поставувањето на прашањето каде сгрешивме или каде можеме да се подобриме. Зборуваме од оваа перспектива. Сите беа ставени, како што рековте на почетокот на тест, сите беа ставени во исклучително тешка ситуација. Она што беше на некој начин сигнал дека имаше можеби условно речено добра поставеност околу нештата, беше големата солидарност која што се појави и од страна на медиумите, и од институциите, и од граѓанскиот сектор, и од граѓаните. Па имаше различни иницијативи да се помогне, да се реагира, да се згрижат семејствата кои што беа директно погодени, да се даде помош онаму каде што е потребна.
Меѓутоа имаше и ситуации кога се постави прашање дали одговорот беше навремен, дали се дозволи можеби во јавноста да се појават и дезинформации во јавната комуникација, дали можеби имаше некакви шпекулации, зошто дојде до тоа, зошто се дозволи да се шират таквите информации, а пред се да се постави едно мощно круцијално прашање во контекст на одговорноста на институциите, зошто воопшто се случи трагедијата. Тоа е примарно прашање. Да речеме, ако погледнеме наназад низ историјата, и вие самата на почетокот рековте дека имаме историја на таков тип на случувања. Многу несреќи кои што се случија, така оставија неодговорени прашања. Така, оставија и тие прашања продолжуваат да бидат неодговорени. Значи, не треба само да ја анализираме тековната ситуација и непосредните последици по самата трагедија, кои што ќе во овој случај ќе траат на вистина долго, туку и треба да си го поставиме прашањето зошто дојде до ова. И да не застанеме тука. И тоа прашање да биде одговорено, онаму каде што треба да има извинување тоа да се случи, зборувам општо, генерално, бидејќи некако не се навикнати и институциите на тој начин да ја преземат одговорноста и можеби и други сектори кои што се надлежни да дадат одговор на ваквите проблеми. Треба да се пронајдат корените, да се лоцира одговорноста, а не само што е она што се презема во моментот. Бидејќи сведоци сме дека токму поради повторувањето на ваквите кризни случувања, трагедии, немили ситуации, сведоци сме дека најжестоко или најинтензивно се поставувале таквите прашања за време на самото случување или откако веќе се случило нешто и се трпат последиците, а ова е прашање кое што треба да се постави долго време однапред, значи да се превенираат работите, да функционира системот, бидејќи овие случувања меѓу другото ги покажуваат и аномалиите кои што се појавуваат. Во контекст на ова, бидејќи веќе разговараме во насока на кризна комуникација, она што е важно да се знае дека со ситуациите треба да се управува. Кога го свртиме ова комуникацијата што произлегува од различни чинители, тоа значи управување пред нешто да настане, да биде навистина една криза во комуницирањето кога ќе се лиферуваат различни дезинформации, шпекулации, манипулативно информирање, префрлање на одговорност, така и другите подзаборавање на сопствената одговорност, значи управување со ситуациите, односно утврдување дека нешто може да предизвика проблем. Во случајот евидентно е дека или не се презела таа одговорност или не се спроведувале сите мерки кои што биле неопходни за да се процени дека во еден миг ќе имаме таков тип на случување. Так. Марина, социјалните мрежи се една многу употребувана и да ја речам омилена алатка и на граѓаните и на политичарите и воопшто нели на целата јавност да ги покажат своите активности, нели да се стигне она што го спомена, важноста на брзата и точна навремена информација е предизвик на нели на секој новинар, на секој професионалец, но од друга страна како да се направи една дистинкција, да речам да се прикаже еве во кризно известување, зборувам или во вакви немили настани, да се детектира еве точно како да се прикаже тагата, колективната тага, реалната ситуација на терен, нели Кочани обвиена во црно, цела Македонија практично беше обвиена во црно и во шок, или од друга страна да се прикрие истото. Па вака треба да се биде во секој случај внимателен без разлика на платформата која што се користи. Дали се тоа медиумите, дали се социјалните мрежи, дали е лична комуникација, дали е комуникација на некаков настан, на пресконференции, настани за медиумите, секогаш треба да се биде внимателен и со внимателност да се соопштуваат информациите, тие информации да бидат кредибилни, проверени, врз основа на фактографија, врз основа на утврдени податоци и така натаму. Само така јавноста ќе биде и граѓаните заштитени од погрешни информации, од информации кои што не секогаш се во можност самите да ги проценат дали се вистините или не. Па и да ги процесуираат, затоа што сето она што ќе го видат некогаш сликата говори многу повеќе од зборовите. И да ги прифатат како информации во исто време, секако тука треба да се прави внимателна проценка кои информации не треба да бидат соопштени. Значи, едно прашање е заинтересираноста на јавноста
јавноста, друго, односно љубопитноста на граѓаните да знаат за одредени појави, прашања или проблеми, а друго е дали тоа може да биде искомуницирано и какви штети последици ќе предизвика. Секогаш мораме и можеме да си го поставиме тоа прашање. Без разлика дали станува збор за медиумите, за институциите или некој друг чинител. Секогаш мора да се прашаме дали она што ќе го соопштам ќе предизвика некаков проблем. Дали дополнително ќе ги влоши околностите, дали ќе зголеми траумата, дали ќе донесе до повторна виктимизација, поголемо страдање и така натаму. А особено треба да се внимава со социјалните мрежи. Се потсетив на едно неодамнешно истражување кое што е спроведено на глобално ниво, во кое што практично се анализира улогата на социјалните мрежи и дигиталниот простор во демократизацијата на општеството. И еден од наводите во тоа истражување е дека социјалните мрежи и дигиталниот простор овозможуваат брзо да се дојде до информација, да бидеме редовно информирани, навремено, да се задоволи гладта на јавноста за информации, меѓутоа истовремено тоа може да биде и простор за ширење на токсични информации, за загрозување на различни поединци и групи во општеството, за ширење на говор на омраза, дискриминација и така натаму. Мошне внимателни треба да бидеме со информациите кои што се шират и на социјалните мрежи, бидејќи во битката на пример за кликови, за оние кои што ги објавуваат своите содржини на социјалните мрежи, се објавуваат многу нешта кои што не се проверени, кои што се сензационалистички, кои што повторно ги погодуваат семејствата, блиските на тие кои што настрадале во трагедијата, се откриваат идентитети, не се штитат лични податоци и така натаму. Низа проблематични појави на кои што треба заеднички да се осврнеме и да видиме како да се заштитиме од тие информации. Во контекст на ова многу пати сме зборувале дека самите граѓани можат многу да си помогнат, доколку критички ги консумираат таквите извори на информации, да прават дистинкција меѓу она што е фактографска информација, да ги проверуваат изворите, дали за одреден проблем зборува кредибилен извор на информација или не. Дали за здравствената состојба на луѓето зборуваат здравствените институции или пак зборува некој кој што не е компетентен да зборува за тоа. Дали експертската заедница, експертите се вклучени во дискусијата или секому му се дава збор без разлика дали ја има компетентноста да зборува за тоа или не. И во контекст на ова бих ги споменала и нодите од некои други глобални истражувања, па така и на програмата за развој на Обединетите нации, дека за жал во последно време и на глобално ниво се почесто постои скептичност во однос на работата на институциите, па се случува поединците да се свртат кон други поединци за информација. И сега дали ќе ги изберат вистинските гласови кои што ќе ги следат или не, тоа е друго прашање. Меѓутоа важно е да се процени кој е изворот на информацијата, дали има кредибилитет и стручност да зборува за одредено прашање, кои информации се соопштуваат, па самите некако да си помогнеме и како граѓани да процениме дали е тоа што треба. Доколку не достигаат таков тип на вештини, секогаш и медиумите може да помогнат и да бидат проактивни, да ги доколку се забележи дека во етер се шират шпекулации, погрешни информации околу одредени настани, појави и случување, тогаш тоа може да се отвори како тема. А уште повеќе доколку тука е во прашање одговорноста на самите институции. И тука би рекла дека и институциите навистина треба добро да размислат и да работат на модели за кризно комуницирање. Меѓу другото, што ќе значи да се подготвиме како во случај на неповолни случувања во општеството ќе комуницираме конзистентно, професионално, низ призма на аргументи, внимателно, со почит на приватноста, заштита на интегритетот на поединците во општеството. А тоа е систем кој што се планира. На медиумите е повеќе слојна и така треба да се запазат сите овие параметри. Кога зборуваме, Марина, за штетните наративи, тоа е нешто што представува сериозен проблем, особено кога ова што го спомена се брка информацијата да стигне побрзо, па тука некогаш можеби и може да се соочи со проблемот на сензационализам.
што побрзо нели да се даде самата информација, да биде што побомбастична, но од друга страна кои последици ги носи. Така. Значи, во право сте, штетните наративи, употребата на наративи кои што значат ширење на дезинформации, шпекулации, селективни информации, меѓу другото селективно представување на вистината, знаат да создадат големи штети. Особено доколку таквите штетни наративи потекнуваат од лица, институции на кои што им се верува, ако потекнуваат од политичари, ако потекнуваат од лица кои што се носители на одредени функции, позиции, носители на моќ, некои кои што се креатори на јавно мислење, или пак доколку за жал имаме ситуации и се шират и преку медиуми и социјални мрежи, треба секогаш и во секое време да се размислува кои се последиците околу тоа и како да се заштитиме од таквите штетни наративи. Значи повторно ќе се навратам на она што значи препознавање и превенирање, за да не се дозволи тие да навлегуваат во јавната комуникација. Доколку се дозволи, тоа ќе значи нивна репликација, повторување, ширење на социјалните мрежи, бидејќи за жал имаме и ситуации кога граѓаните упорно веруваат на еден извор на информации, без разлика што тие се доведени во ситуација да изберат меѓу различни извори или се изложени на различни извори на информации, сепак си го избираат својот извор кому што му веруваат, или пак го избираат лицето на кое што му веруваат со цел да се уверат дека какви се случувањата, какви се последиците и така натаму. Но што ако е тоа погрешниот глас? Затоа велам, ќе се навратам на улогата и одговорностите на сите кои што може да помогнат во овој процес, без разлика за која ситуација зборуваме. Дали зборуваме за трагичните случувања во Кочани, дали зборуваме за периоди кога се спроведуваат изборни кампањи, бидејќи неодамнешно истражување практично деновиве беше промовирано на Институтот за комуникацијски студии во Скопје, покажа дека таквиот тип наративи многу често се шират во предизборен и изборен период во државата, односно за време на изборна кампања. За некои месеци ќе влеземе во предизборен период, нели, за локалните избори, сигурно е дека она на што веќе низ годините се навикнавме, а не треба да се навикнуваме, се тие меѓусебни обвинувања, штетни наративи, нели, обвинување на противничката страна и така, наместо да се градат некои стандарди и некои системи каде што ќе треба да се покаже вистинската личност во однос на квалитетите и работите, активностите кои што го направи нели потенцијален кандидат во изборниот процес. Некако се има чувство дека победуваат таквите наративи, дека има публика за таквите наративи и дека таквите содржини водат и до повеќе кликови ако станува збор за онлайн медиумите или поголема гледаност и така натаму. Секаде може да пробијат штетните наративи, а и секаде да се трпат последиците од тоа. И некако сензационализмот доминира се уште и поларизираноста. Ние не треба да заборавиме дека живееме во високо поларизирано општество во кое што практично граѓаните за жал се поделени по многу основи. И што и да се случи во различни околности, секогаш можна често се размислува во насока кој е одговорниот за ова, не дали јас, ние, нашата институција, нашата организација, нашиот медиум, нашата платформа која што ја користиме за комуникација има некаква одговорност во однос на ова. Поларизираноста ќе продолжи да постои, но она што навистина е потребно е да го земеме предвид и контекстот, дека функционираме во такво општество. Може би многу дефиниции кои што ги содржи литературата или ги потврдила праксата во некое друго општество не се возможни во нашиот контекст. И од тука велам да се земе предвид специфичноста на нашиот контекст и на тој начин да биде одговорено. И секако една двонасочна комуникација, во доста прилики сме разговарале и за овие потреби. Секој треба да покаже и институција и поединец дека е заинтересиран за респонсивност, односно реакциите на граѓаните. Како се прима дадена информација? Што значи тоа? Дали јавноста е повеќе уплашена, збунета, не знае каде да ја лоцира одговорност и така натаму. Мора на тој вакуум кој што се создава да се даде одговор. Некако како да сме навикнати да се комуницира на начин она што сум го замислил, ќе го кажам, ќе го пренесам и тука завршува мојата улога, но не и каква е реакцијата на оние кои што ме слушаат и кои што сакаат да знаат многу повеќе.
во дадена област. И какви последици еве практично би оставило особено кон помладата популација која што треба да се гради или утре би била идното гласачко тело. Предпоставувам иземајќи онаа недела кога беа денови на жалост, меѓутоа веднаш после тоа почна конкретно политичките партии, ова што ги спомена, носители на јавни функции, меѓусебно да се обвинуваат кој е виновен, да се бараат виновниците кој што и колку направил или не направил конкретно за трагедијата во Кочани, а и предходните трагедии кои што чекаат судски разрешници и така натаму, меѓутоа се гледаат причините, последиците, се бараат одговори. Верувам дека ова што го спомена не треба да биде така, но ќе се искористат и овие настани во тие предизборни кампањи, во тие меѓусебни обвинувања, особено кога имаме некој изборен процес, а нас веќе оваа есен не очекуваат локалните избори, па од тука имаме и дополнителен проблем во создавање на оној социолошки профил на македонскиот граѓанин кој што како изминативе години да е нападнат од ваков наплив и на штетни наративи, но и на проблеми кои што директно не се случуваат кај нас. Така е, токму така, постојано се изложени граѓаните на таков тип наративи, она што го посочивте, а се надевам дека нема да се случи, дека и ваквите трагедии во општеството да се злоупотребат и за време на една изборна кампања и во реториката која што се користи би било мощне деструктивно, да речем, во однос на последиците кои што може да се случат како резултат на таквата злоупотреба на случувањата, на информациите, на последиците, на одговорности и така натаму. На една листа на индикатори околу политизирањето на различни случувања во општеството, кое што е неодамна ја проверив, стои токму тоа. Доколку се користат селективно информации, особено информации кои што значат лоцирање на одговорноста кај другиот, а не на наша страна, тоа веќе значи се движиме кон политизирање на случувањата, се движиме кон нешто кое што значи понатамошно создавање на штети, понатамошни поделби, понатамошно застранување од патот на демократизација на општеството и така натаму, а уште помалку решавање на проблемите. Доколку не се најде начин да се комуницира преку низ призма и на сопствената одговорност, отчетност, транспарентност, етичност, професионалност во комуникацијата, тогаш мислам дека ќе бидеме далеко од патот на лоцирање на одговорноста, далеко од патот на решавање на нештата, далеко од развој на нашето општество и далеко од ситуации во кои што ќе се спречат трагедии, кризни случувања и понатаму во општеството, бидејќи јавноста, граѓаните се веќе презаситени од сето тоа што предпоставуваат дека може да му се случи или веќе му се случува на општеството. Во тој практично да речам сега што не очекува Марина предизборен период, повторно ќе зборуваме за тоа едно кризно известување, ајде да го наречеме, ќе бидеме сите и како медиуми, и како медиумски работници ставени и ние на своевиден тест, бидејќи во Кочани, каде што се случи трагедијата, ќе мора да се спроведат локалните избори, па навистина ќе треба една посебна вложеност, да кажам, од сите, да се информира точно, да се информира транспарентно, меѓутоа со посебен акцент на тоа дека мора да се стават и емоциите во некој план. Така е, медиумите треба да се мощно внимателни, да ја преиспитуваат сопствената одговорност во ваквите случувања, секако ќе бидат изложени на море од информации, како и во многу други случувања, особено за време на изборите. Незавидна е улогата на медиумите, на новинарите, на медиумските работници за време на избори, кога навистина и во таа трка да се објави информација, да се биде присутен секаде каде што треба, да се известува во интерес на јавноста, навистина не е лесно да се излезе
на крај со сите тие информации да се спроведе професија, да се реализира улогата и професијата на начин на кој што е потребно. Меѓутоа, правилата се тие и секој во редакција ги познава, секој кој што ќе излезе на терен да информира, тој што ќе уредува содржината, тој што ќе зборува околу тоа кои прашања и теми и на кој начин треба да се информираат и да се покриваат во медиумите, ги знаат тие улоги и одговорности. Меѓутоа, мислам дека она што е потребно малку да се подзастане, да се прииспита собствената одговорност. Кога ќе се најдеме на терен да размислиме дали одредени содржини кои што се емоционално набиени, емоционално обоени, кои што се поврзани со ваков вид на случувања, на вистина треба да ги пуштаме во етер, на кој начин, каква треба да биде нашата улога, без разлика која соопштил таа информација. Многу пати самите медиуми може да помогнат и кога оние што претендираат да се носители на функција, на јавна функција, ќе кажат нешто што не треба да се најде во етер. Јас ја разбирам потребата да се излезе во пресрет на интерес на јавноста, на интересот на јавноста и да се покаже пред јавноста со кои се политичарите, каква е нивната реторика, кои се носителите на јавни функции, како действувале и така натаму. Меѓутоа, и самите медиуми понекогаш може да спречат одредена реторика да влезе во етер. Особено ако таа реторика значи нешто што е штетно за општеството и за граѓаните. Практично и граѓаните и медиумите да создадат своевиден штит на напливот на информации, на штетни, да ги речеме, информации или штетни наративи кои што особено во меѓусебните политички или партиски препукувања сме навикнати веќе да ги видиме. И тука би додала дека не е само нешто да не бидам сватена погрешно, не е само нешто да се спречи да не влезе во етер. Туку медиумите може да бидат малку поактивни, да покажат и да потсетат за нешто, доколку некој постојано користи или можна често користи реторика која што е штетна, а под штетна веќе се обидовме да дефинираме дали се тоа дезинформации, шпекулации, манипулации, пропаганда, селективно информирање, непроверени информации. Доколку се препознае тоа, да видиме како медиумите може да и помогнат на јавноста и на граѓаните преку едно проактивно, активно разопличување на таквата реторика. Да видиме што е она што може да им го покажат на граѓаните, па граѓаните врз основа на тоа да бидат малку подобро информирани, да знаат дека некои кои што претендираат да бидат носители на функции, дека грешат и дека прават нешто што е штетно. И како понатаму да им се верува, кога ние не користиме, како што вели Хана Аренд, доколку ние не користиме вистината информација, вистината комуникација, тогаш таа комуникација станува комуникација за да ја покажам сопствената моќ и па дури да манипулирам. Значи, ако не користиме аргументи во нашата комуникација, тогаш тоа е само некакво манифестирање на моќ и манипулација кон јавноста. Така што она што го зборуваат другите треба да се проверува, дали се употребуваат вистинските аргументи, односно аргументите воопшто, дали има аргументи во таа комуникација, се ги има или отсуствуваат, значи секој може да помогне во тоа. И граѓаните меѓусебно може да си помогнат. Јас верувам и во вештините, особено се разговарало веќе за овие теми, и медиумска писменост, и критичка проценка на информации, проценка на информациите на социјалните мрежи, веќе доста се знае и самите посочуваат кога нешто е проблематично. Па би повикала и на таа моќ која што ја поседуваат и поединците, и експертите, и професионалната заедница, за да се покаже што она што може да се случи, било во изборни периоди или вон нив. На крајот од денот да не направи подобри и посрекни луѓе. Апсолутно. Марина, благодарам многу за разговорот. Верувам дека овие се многу корисни информации кои што не е само нас како медиуми, туку генерално и на граѓаните ќе им помогнат, имајќи во предвид дека имаме постојано наплив на информации, социјалните мрежи ни нудат големи можности, да дознаеме се побрзо и поголем наплив на информации што може да стигнат до нас, меѓутоа многу е важна детекцијата и дистинкцијата да ја направиме
што е вистинска информација, точно потврдена, транспарентна, нели, со одредени извори, па дури професионалната, нели, експертската фела вклучена, да се чуе нивниот глас и да направиме, нели, некоја своја споредба или штит, што велиме, од штетниот наратив и информациите. Така и секако и превенција, освен детекција и утврдување на она што е проблематично, бидејќи така навистина ќе си помогнеме многу. Превенција да не навлезат во јавната комуникација штетните наративи и информациите кои што практично се непроверени. Така, благодарам уште еднаш за разговорот. Ви благодарам. Почитувани, правиме кратка пауза и потоа се враќаме во студиото, бидејќи имаме уште еден разговор до крајот на емисијата.